Ангел, дай Ангел. Песна за царе. Се прошета лично царе низ полето градовјанско. Ми ја видел Мемет Ага, па и вели и говори. Не седигај царе на големо, ке ми паднеш на колено. Ке те носам царе цариграда на Босфора. Ке те појам ладно млеко, ти ке бидеш уште полична. Ке засиниш Истанбулки, ке разбере турски султан. Ке те бара за харемо, не те давам царе на султано. Ке те вратам родно село македонско. Едно од преданијата вели дека грдовци, именување на луѓе, како старо племе најверојатно го донело оризот во Македонија од Индија од државата Ориса. Во тоа време, ова племе живеело на падините на Плачковица на ридот Вршник. Се уште постојат остатоци од старите живеалишта на градовјани. Во времето кога живееле под Плачковица, тука поминувал меѓународниот пат Стоби-Кюстендил, всушност тоа било дијагонално на патот Вија Игнација. 14 години именување на народот, а не на место на живење, го контролирале патот, тие биле како цариници. Од тие причини селото се утврдило, односно постоело тврдина. Старомакедонски збор со значење утврдува е грд, но и горд, надмен, а грдиште или градиште значи утврдување, тврдина. Старословенски поносен, смел, вообразен. Грубата пресметка покажува дека од 1945 до 1990 година се иселиле околу 190 лица, а од 1990 година до денес околу 200 жители на Грдовци. Некои се на привремена работа, но за други не може да се каже тоа. Во оваа пресметка се опфатени формираните фамилии, иако многумина се иселени фамилиарно. Прогресивната стапка би била многу поголема, зашто некои од нив имаат внуци. Родителите можеби ќе се вратат во Грдовци во Кочани, но тешко е за верување дека и нивните деца ќе го направат тоа, зашто таму се образуваат, работат и живеат. Уште позагрижувачки е фактот што овој тренд не спласнува, туку е во напогорна линија, а го поткрива земањето бугарски пасоши со кои полесно се доаѓа до работа во Европската Унија. Почитувани господа, дами и господа, гледате на продукцијата на монографијата Грдовци од дамнина за вечнина. Имавте прилика да ја видите младоста на Грдовци. Ангела Стефановска, по потекло од Грдовци, односно незината мајка Стојка Цонкиска, талент во свирење виолина, со многу награди. Благојчо Лазаров, надежен поет од Грдовци. И еден куриозитет, песната за царе по 100 години за прв пат се промовира денес. Таа е посветена, за жал, на денес неприсутната Нада Романова, која не можеше да дојде од Скопје, за незината мајка царка Стојанова. Мотивот да се направи една монографија беше голем
знаејќи дека градовци нема монографија, а веќе повеќе населени места во Македонија прават своја монографија. Секоја монографија е збогатување на македонскиот историографски простор, па и културно живење. И сакам да кажам дека нешто копкаше, гребеше да го направиме ова. Често пати со мојот другар Коце во студентските денови копавме по архивите во МАНУ, архивот на Македонија и други институции. Па така сега дојде тој ден да промовираме монографија, што мислам дека е од големо значење, а понатаму ќе се усовршува, бидејќи секоја дело која ќе се започне во старт ќе има недостатоци. Така и сега има недостатоци, но тие недостатоци ќе мора да се надополнуваат со текот на времето. Да ви го представам промоторот Блаже Миневски, истакнат македонски писател, еден од најдобрите во моментов. Добар ден на сите. Денеска навистина прекрасно се чувствувам што сум овде. Прв пат доаѓам, а читајќи монографијата последниве 2 недели, имам чувство дека сум доаѓал 100 пати. Мислам дека Венцо има направено таква добра монографија што и луѓето што никогаш не беле во градовци ќе почувствуваат дека се во него, дека шетаат низ неговите улички, дека ги препознаваат малата кои што тој ги опишува, историјата, местата топографски кои што се овде опишани, а низ фотографиите кои се објавени, преку 200 фотографии, од кои што некои се навистина раритетни, односно историски примероци, кои што ги нема во другите архиви, дава комплетна слика за ова село. И затоа јас најискрено ви кажав дека доаѓајќи низ селото, како да доаѓав одејќи низ книгата кој што ја напиша Венцо, мојот колега со кој што еден период работевме заедно во Весникот вечер. Ми беше и чест и задоволство кога тој ми предложи да направиме една промоција овде во Градовци. Меѓутоа не очекував дека толку народ ќе биде заинтересиран за она што го живее, односно за она што како живот е пренесено во оваа книга. И како живот и како историја кој што е живееле луѓето кои што престојувале, односно го живееле својот живот на овој простор. Книгата во првото читање, уште во ракопис, ми остави впечаток на еден историски духовен портрет на ова место. И јас, кога ја читав книгата, имав впечаток дека фактички Венцо не само што се обидува да ги оттргне од заборавот некои факти и документи кои што успеал да ги собере, туку и на некој начин да го оживее сето тоа време низ приказни, низ анекдоти, низ луѓе, семејства, обичаи, па да заврши дури и со спортот и со забавата кој што во ова село била толку присутна низ времињата што поминувале. Читајќи книгата ги научив и местата околу Градовци, научив кои празници ги слават одредени мала во селото и научив уште нешто, дека историјата на нашите села е толку богата и толку духовно силна, односно приказните кои стојат закопани во селата, посебно низ преданијата кои се пренесуваат од колено на колено, се всушност темелот, односно духот на македонскиот народ и на македонската духовна енергија, и таа енергија за жал беше или потиснувана, или полека изумираше како што си одат луѓето кои што го памтеле од времето во кое што се живеело. На овој начин Градовци со ова монографија ќе остане фиксирана во историскиот предел на македонската историја, затоа што фактите што сте овде запишани ќе останат и далеку после нас, затоа што тоа се факти кои што веќе стануваат историски документ. А историскиот документ не зависи во секој поглед и во секое време од луѓето кои што можат да го посведочат. Историскиот момент продолжува да живее без нас. Видете и денеска какво прекрасно време не следи овде и како и Бог дава прилог во оваа наша промоција. И затоа јас кога видов дека книгата не само што е вредно дело како публицистички документ, туку
љубовта која што луѓето кои се дојдени овде и кои што ги гледав како со жар сака да слушнат што е напишано за нив, се тука во публиката, а јас во овие мои 30 години бавење со некаква публицистика и писателски работи, никогаш не сум бил сведок на промоција на некоја книга, комплетната публика да бидат актери кои што ги има и во книгата. Така да на некој начин чувствувам и трема, затоа што вие сигурно многу подобро ќе го прочитате и ќе ги разберете сите овие работи кои што овде Венцо се обидел да ги собере. Сакам да кажам дека ваквите книги што се појавуваат на вистина не со некаква стратегија, туку со личен ангажман на одделни луѓе. Затоа што верувам дека Венцо тргнал во овој потфат на почетокот сосема осамен, а потоа можеби се придружили некои кои што ќе му помогнат, се навистина голем придонес што еден човек може да го даде. Мислам дека нема поголемо задоволство кога човек кој што живее и потекнува од едно место ќе остави сведоштво или спомен за тоа место, односно ќе го остави на хартија, запишано на хартија. Книгата во суштина технички е изворедно професионално направена, значи почнува од историјатот на селото, од најстари антички времења, па го следи развојот ни сите премрежија кои што ги поминувало селото Градовци, преку Првата Балканска војна, Втората Балканска војна, двете светски војни. После ги следи турбулентните времења на задругарството во Македонија и големите проблеми кои што ги имале сите села во Македонија, па и Грдовци, за да се развие потоа во една книга која што полемизира со времето што го живееме по нашите села во еден период кога малку политиката и односот кон селата беше некако сведен на минимум и кога селата полека почнаа да исчезнуваат едно по едно и да се намалуваат. Значи се следи и периодот на иселеништвото, односно на заминувањето од селото, стопанскиот развој на селото, културата, опишана е атмосферата на забавниот живот, на првите групи во селото, на кафеаните како место во кое што се создаваат разни духовни приказни кои што остануваат на поколенијата и на крајот уметноста и луѓето поврзани со уметноста кои што потекнуваат од Градовци. Јас мислам дека за книгата може да се зборува многу долго, меѓутоа вие кога ќе ја земете и кога ќе ја читате книгата, освен што се разбира, дозволено е секој од вас да препознае и некои моменти кои што можеби во книгата можеле да се опфатат и на поконкретен начин или подетално, меѓутоа ќе препознаете една огромна љубов со која што авторот приоѓа кон целиот материјал. Значи, јас апсолутно тврдам дека никој одстрана не може да направи книга за местото во кое што живее, во кое што е опфатено во книгата, ако не го сака и ако не ги преживува и трагичните и убавите моменти заедно со тие луѓе и со тоа место за кое што пишува. Пред да му честитам на Венцо за изворедна труд и за многу интересната книга, сакам да кажам уште еден збор кој што ми остане впечаток читајќи и сега кога веќе имаме вака убаво направена технички, добро отпечатена со убав квалитет на фотографиите и со многу прегледна графичко решение на целата книга кој што може да се чита без никакви проблеми, со паузи, со враќање на одредени теми, затоа што е поделена на поглавја кои што опфаќаат одредени периоди. Сакам да кажам дека јас додека не ја прочитав книгата, не знаев дека во овој дел на Македонија постои село со една таква богата историја, и духовна, и културна, и човечка, а во исто време и една богата уметничка ризница која што на некој начин останала потисната, односно фрлена во правта.
Она што на пример Стале Попов го направил во своите книги за Мариево, овде го препозна во 10 приказни кои што можеле и на еден уметнички начин да станат наши трајни уметнички вредности. Препознав приказни во кои што на пример ги среќавав во романите на Петре Андреевски. Значи еден дух кој што ако не го забележа авторот во оваа книга, ќе останеше за секогаш значи заборавен, не спомнат, а сега останува да биде инспирација и за некои идни дела кои ќе продолжат понатаму. Јас се надевам дека ова книга ќе биде гордост за вас, дека ќе се гордеете со неја, а авторот сигурно, според она што го напишал, се гордее со вас, затоа што не верувам дека би можел да напише вака добра книга ако не го сака своето село и ако не ги сака своите луѓе кои што овде живеат. Јас овде прочитав дека во селото се слават неколку слави како Архангел, Свети Никола, Свети Алимпије Столпник, Свети Архангел, Митровден, поделени помала во селото. Од денеска, од овој момент, мислам дека голем празник на селото кој ќе го слават сите заедно, значи не помала, туку целото село заедно, ќе биде оваа книга, како нов празник на Грловци, како нов прилог во неговата историја и духовна и културна. И затоа ви посакувам уште многу вакви монографии за по 200 години оние што ќе живеат во ова село да имаат што да раскажуваат и за генерациите кои ќе дојдат после нив. Ви благодарам уште еднаш и му честитам на авторот. Основното јавно обвинителство на 29. мај 1949 година поднело обвинение до окружниот суд во Штип број 50/49 против Димитар Наков Коцката, Мите Георгиев, Мирко Арсов Мирката од Грловци и Наца Мишева од Оризари, врз основа на член 35 од Законот за кривичната постапка, а во врска со член 13 од Законот за кривични дела против народот и државата. Тие биле обвинети за поттикнување на народот да не влегува во колективот за другата, односно за растурање на селските работни задруги. Тие наводно на 19. мај 1949 година одржале состанок кај Мите Георгиев, при што донеле одлука да не одат на работа во СРЗ, туку да се одат по своја лична работа. Исто така, на 23. мај учествувале на протестите пред МНО во Кочани, каде што наводно извикувале пароли: долу власта, долу за другата, долу власта, неќеме колектив, долу социјализмот и други. Мирката бил обвинет за незаконско држење пиштол марка Штаер, Алексов дека противправно се стекнал со добивка, продавајќи го сопственото теле на Јорде Ефтимов, додека Коцката е потенциран како изразит приврзаник на Англија и на Америка и дека наводно му велел на Панчи Ивановски: каде ќе одите кога ќе дојде нашето? Ако дојде Англија, вас комунистите ќе ве печеме. Градовската црква требало да се освети на Великден, зашто не знаела турската власт. Некој жител од селото му кажал на турскиот деловодник дека не се гради училиште, туку црква. Но селаните со разни изговори вешто успевале да го покриваат тоа се до осветувањето. Сепак, кога дошол турскиот деловодник и кога видел дека се собрало многу народ, побарал вода да се измие. Откако го направил тоа, влегол во црквата и се поклонил пред секоја икона и оставил по една миџудија, турска пара. Изградбата на манастирот кај фудбалското игралиште има подолга предисторија, а за некои тоа ќе се граничи со неверојатното и неможното. На Дедо Геро 905-987 и Баба Сава 905-85. На Дедо Геро и Баба Сава Иванови умреле 7 деца. Но еден ден насон им се јавила Света Недела и им рекла дека ќе им се роди живо и здраво дете и дека тоа дете ќе биде Божји слуга. Така во 1933 година се родила Станка, а по нејзе се родили Ристо, Јордан и Деса. На 17 година на Станка за прв пат и се јавиле светците, односно за прв пат паднала во агонија.
По 15 дена повторно паднала во кома. Познатиот доктор во тоа време, Стојан Николик, им рекол на Геро и на Сава дека детето е здраво и дека има Божја слава, затоа да не бараат лек на друго место. Откако ја однеле кај една жена во Прибачево од Гулаковите, Станка се вратила дома пешки, како ништо да не ѝ се случило. Судбината си поиграла и со онија при зачнувањето рожба. Света Богородица и се јавила насуни и предскажала дека ќе има деца, првото ќе биде машко, кој ќе се роди на знаен ден Благовец и ќе се вика Лазо, а ќе биде со руса коса и со сини очи. Како што било предскажаното, насон се случило и најаве. Во 1955 година се родил Лазо. 2 години подоцна во едно големо невреме на патот за Кочани се родила Оливера. Буквално во вода. Во невреме при што се споиле небото и земјата, се јавила Света Петка и рекла дека ќе го спаси новороденото. А тоа ќе биде познато на секата и за неја ќе пишува по книги. Но затоа Станка ќе мора да изслугува. Од 73 година Оливера била избрана за убавица на Кочани, со што се стекнала со право да учествува на изборот на убавица на Источна Македонија во Штип. За Оливера има написи во Вечер и во Базар, српски неделен вестник за жените. Меѓу многуте пријатни моменти од тоа време, не може да се заборави над преворот со слога од Виница. Екипата на Партизан тргнала за Виница со еден камион од чешко производство, но попат кај дивата топола пред Зерновци камионот се расипал. Домакините се израдувале кога слушнале дека им се расипал камионот на фудбалерите на Партизан, а водачот на екипата руски наредил со трчање да тргнат кон стадионот во Виница. Кога судијата се подготвила да отсвири крај и слога со службен резултат да го добие мечот, публиката на стадионот почнала да вика дека противничката екипа доаѓа со трчање. Тоа не им било по кејф на домакините, па затоа не им давале сооблекувална да се пресоблечат. Виничанецот Ванчо Шоров, Шората, ги повика гостинските играчи да се преоблечат во неговата куќа. Подоцна Шората станал грдовски зет. За 15 минути фудбалерите на Партизан од Грдовци постигнале 4 гола, а крајниот резултат бил 4-2 за Грдовци. Почитувани посетители, ова се делови сегменти кои се опишани во монографијата, знаат да ве натажат, знаат и да ве развеселат. Стрина Станко, Господ да те благослови за сето она што го имаш направено. Мило ми е. Сакам да ве поздравам сите што дојдовте. И мислам, благодарам и на општината која сестрадно го помогна овој проект и се надавам дека се уште ќе помага вакви проекти. Почитуван градоначалниче, почитуван совету на општина Кочани, благодарам за помошта. Да, слушаме уште неколку одломки, па сме отворени за дискусија. Ќе возам Мерцедес е кратката реченица на дреарскиот работник на индустријата за делови Зоранчо Јорданов празникот. Ја повторуваше неколку години, додека се подготвуваше за прослава во 2001 година, некои веќе ја славеа, се расчу гласни селото по кафулињата дека на празникот му се паднало новогодишното бинго. Веста се коментираше со подсмев дека тоа е уште една солена шега од него, но кога пристигна Лимен оркестар од Кочани и кога почна да се собира народ и масовно да се дели пиење од продавницата на жена му Снежана, тогаш поверуваа. Дури тогаш сите поверуваа дека Зора на 31 декември 2000 година, 4 часа пред новата година, стана среќниот добитник на бингото. Празникот ја доби премијата од 65.000 германски марки и Мерцедес А класа. Новата година се славеше до утринските часови пред продавницата. Беше потрошено многу пиење, а тетратката за вереси ја искина. Интересни се писмата што ги испраќал јапонецот Харујасу Јонеда, кој што дошол прв пат 67-68 година во Грдовци. Ќе прочитаме едно од тие писма, кое што било упатено до Грдовци. Значи, покажувал интерес за земјоделството, за климата во Грдовци,
при што објаснувал дека во Јапонија во 70-та година било многу ладно. Тој изразил жалење за жртвите од земјотресот што е погодил Бања Лука. Во писмото од 11. јануари 1970 година, покрај тоа што се интересирал за семејството на Лазо и за пријателите од Градовци, тој укажал на одредени културолошки и политички сознанија за Македонија, односно тогаш Југославија и за регионот. Тој истакна дека јадењата во Македонија, Бугарија и во Турција се речиси исти. Нагласил дека македонските јадења се неубави, поточно оние од Грдовци, посебно ракијата и овошјето. Во еден дел од писмото потенцирал: знаев дека во Југославија, Македонија се состои од 3 краеви дела: Вардарска, Егејска и Пиринска. Во Грција особено сакав детално да ја видам Егејска Македонија. Која е разликата меѓу Вардарска и Егејска? Разликите во земјоделството и во животот на селаните. Но заклучив дека политичката клима во Грција не дозволува да се задоволи мојата желба. Под војнички режим, диктатура, на луѓето не им беше дозволено да зборуваат за нивниот живот на мајчиниот јазик. На крајот мора да се задоволам главно со патување по историски места како Солун, Спарта, Мистра, Метеори. Благодарам. Почитувани, многу од вас не се од Градовци, а во Кочанско малку и подалеку има една изрека: дали сте јаделе градовска краставица? Дали знаете што е тоа? Тоа е голема краставица која може да ви изгорчи. Значи, ова е едно богато земјоделско место, каде што основна, базична култура е оризот, а во минатото секако главен белег беше краставицата, но со текот на годините се повеќе и повеќе исчезнува. Во последниве години доминантни се црвената пиперка, односно позната како ајварска, и компирот. Во ова место кај што сме, зошто го извртме прво ова место? Ова место носи многу символика за Градовци, па и воедно за православното население. Тука се одржувало духот, културата на населението. Значи, ова донесе школото, моментално, но тоа во известно време било и школо и црква во одломката што ја прочита Донев е опишано. Значи, народот се снаоѓа како да се одржи и духовно и културно. Пред да биде школо, соседната куќа, односно позната сега како Јусуфот, и тоа било школо. И на крајот е направена сегашната црква Света Троица, тоа е некаде почнато 25-та, а е завршена 69-та, односно осветена 70-та година, со многу перипетии. Затоа би го повикал поп Миладин како еден од помагачите и борците за осветување на црквата, да каже делото и настан како се случувало и што било. Господине Михаило, повелете. Ние, свештениците, кога застануваме пред лицето на нашите верници, ја изговараме формулата во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Кога стана парокијски свештеник во Градовци, Градовци броеше 160 куќи. Секаде бе примен со широки гради, кај секоја куќа, кај секој дом. Добро, тогај беше друго место, друго време, друга политика, друго уредување. Сепак најдуваме разбирање кај градовјани, кои тука што стојат, веројатно, да не претерам, али 50 или 60 или 80% сум ги крстил и сум ги венчал овде во оваа црква. Кога дојдо од црквата беше зиданици, озгоре само имаше трегер бетонски, што да не падат циглите, нели. Баба Маца, баба Беланка, она служише тука у црквата, направиме еден слон и доваѓаме на празници без литургија, оти не можеме да служиме света литургија, само искаруваме правило, а потреби што требеше тука на верниците, извршеме и се одиме. Али, кога некој дело, драги браќа и сестри, е благословено од Бога, знаете дека ќе биде. Знаете дека ќе биде. Од тогашната власт
Реков друго беше уредување. Имаме големи отпори. Праќане доле дедо Ефрем дека седеше на гумињата. Праќане у бавчата тамо, Марковиот син кај што седе, Нада и како се вика тамо? Тамо. А токму таа што е опоменена Нада Романова, да биде ни на бавча тамо. Кога она беше у извршниот совет у Скопје, кога разбере Бабаленка како дедо нај, како се викаше татко, забрави. Дедо Ѓоре, така. Дедо Ѓоре кажува на керка му таму, чекај бе како тоа. Бидовме принудени да ги доведеме министри Боро Чушов и Доне Илиевски од Скопје. Дојдоа тука, на ово место. Градоначалник беше, ми се чини, Душко Пикалски тогава, Пикалец. Да, Пикалец. Не може. Вика, Боро му вика на Душко, ево во овој двор, тука. Другар Јорданов вика, зошто не давате на верниците да си ја доградат црквата? А он беше еден крупен човек, генерал, беше у Титовата армија. Вака, подграбавен така, и вика, ама друже министри, вика, школото е близко тука, те ово. Кога му гледа на кај Душка. Чии деца довајат во ово школо? Градовските. Чии старци ке довајат во црквата? Градовски. Па зошто не? Ама мислиме, вика, да направиме еден зид тука да. Леле, браќа и сестри комурче, уште ке правиме турски хареми, вика. Доволно бееме. Да го викнеш попчето, утре да му даеш дозвола, да си ја доградат црквата. Така и биде. Душко вика на мене, Миладин, одевам, утре дојде, ако сака некој воло, нека се го даде за црквата. Така бе, Дуле, речи бе, така ја му викам. Да додадам нешто. Таа црква од мајка ми, и исто и ја имаше такова, како да речам, Бога, неа црква се направи. Дали верувате или не верувате, книгите мислам стојат тука, касовите дневници. Целата донација што беше од градовјани, колку 300 и неколку вреќи се собра за 24 сата. За 24 сата. Само 3 вреќи до Борис газдата од Прибачево донесе и Нанчо Бог да ги просте. Оно сесија од градовци. Сесија од градовци. Ово што го прави, Цанко мајстор го прави. Каманаријата исто правија каманаријата, оној како се викаше бе? Методи Бојаджи, како? Бозаджиски. Оња монтира, оња прави сето тоа. Сето тоа го направија си градовјани и дај Боже. Повише да, и овие работи сите додека ја бев Ми го заде прашањето. Што се случи со првиот Орис? Со првиот Орис беше конфискуван од страна на општината, бидејќи било без право собиран. Али па е дојдено во народни сврки, купена е брзата помош во болницата со тие пари. Така кажува, колку не знаем. И се тоа, значи, 76-та година во оваа црква сум крстил 27 деца новородничени од градовци. Учитело Бацо беше, како се викаше онај Ванчо Бацо. Доваја, попе вика ти, цела паралелка вика крстини деца. Така би треба да биде. Па преко мајка ми се јаде, имаше брат ми. Па, треба да биде. И затоа благодарен на Венцето, што го благослови да начекаме и тоа, фала му што ме е поканил да дојдам, да бидам учесник и јас смелост и слободен сам пред сите градовјани и денеска. Благодарам. Благодарам на поп Миладин за автентичното искажување за тоа како е направена црквата. Има една работа која во Градовци не може да помине туку така. Венцо Донев, многу не го знаат. Венцо Павлов, не го знаат. И така натаму, мама, хипи, крт, ако кажете, сите ги знаат веќе. Затоа ќе ја молам професорката Љубинка Донева, треба да е тука некаде. Бидејќи таа уште 88 има направено еден стручен напис за прекарите во Градовци, линија како што викаме преземињата, па едно кратко нејзино ведување.
Инаку нема протекции, не сме роднини. Добар ден на сите присутни. Венце, многу ме изненади мене и се најдов така во небрано. Меѓутоа, со ова моje искажување први да му одадам чест на Венцо Донев. Изгледа ние Доневи имаме по нешто така, по некоја дарба околу книгите да буричкаме. Јас доаѓав често во Градовци, како професор имав многу ученици од Градовци, меѓу другите и Канда Шуманова, ја знаат тука популарно, и многу сакав да пешачам. И ки си го земев патот од озгора, ки си дојдев пешки во Градовци, и сега ќе прашам некој и ќе речат, ама Палунчо, ама Сангало, ама Рајко, ама Петко, и мене ми беше многу чудно. Се одбележуваа 10 години од смртта на Крумтошев и стоеше во програмата за симпозиумот, за научниот симпозиум, меѓу другото и текстови од ономастика. Инаку за неупатените ономастика е граматичка дисциплина што се занимава со проучување на имењата. И прекарите се тука. И јас читав секаква литература и сега си читам се и се што. Меѓу другото прочитав една книга за деца од познатиот српски писател Добрица Ерич и видов еден многу убав текст за прекарите. Си реков, јас ова ќе земам и ќе направам едно научно соопштение, тоа за труд преамбициозно би било да го наречам, меѓутоа научно соопштение. И реков, ќе направам едно свое видување писмено за прекарите во Градовци. Доаѓајќи кај Канда, има незиниот дедо, не знам како се викаше, веќе заборев, дедо Сане можеби беше. Не знам, и ке седневме и ке ни кажеше, овој го викат вака, овој го викат вака, овој го викат вака. За да го направам тоа научно соопштение, сакав да биде навистина научно издржано и се консултирав со Трајко Стаматовски, познат наш македонист, некогашен директор на Институтот за македонски јазик. И за прекарите, дали се семејни прекари, дали се лични прекари, како настанале. И беше неверојатно уживање да се работи на таа основа. И после се носев со идеја и во моето село да ги средам тие работи, меѓутоа отидов во други литературни води, но да сме живи и здрави. Им благодарам многу на градовјани што тогаш ми прилија големо задоволство за нивното именување прекари и многу ми беше чудно што секој мало си има свој прекар, а за малска употреба, а и сите си имат за меѓусебна нели селска употреба. Му благодарам на Венцо што ме почести. Ви благодарам и вам што ме послушате. Благодарам. Доне да слушнем уште нешто интересно, не знам што го избра. Градовски сказки. Морам кочански да зборам утре таквие се сказките. Морам да зборам градовски. Камче, знаете ли го Камче? Камче од Рамче. Камче од Рамче. Одам на лов, гледам лисица. Бркам се, забравил сам патроните. Текна ми шајката од джепу, со пушката дранга, заковаја лисицата на дрвото. Заврши лово, одам да ја зимам лисицата, ама она шумардала избегала у селото. Одам у селото, слушам, гола лисица кокошки јадела. Камче отишол на лов на Плачковица, Арнома по некое време изморил се, зашто имало голема магла. Седнал, ама немало, пушката дека да ја ставя на земјата било влажно. Текнало му дека има шајка у джепот, пасо таа шајка, изваде ја и заковаја у маглата. Закачи си пушката на шајката. Димко Балов идел си од зрновци, од дрва. Одејќи така видел лисица. Сетил се дека има леп у торбата и го извадил. Почнал да ја дава на лисицата, ама таа тргнала по него. И така малку по малку стигнале до градот Арнома, Димко бркнал у торбата за да извади уште леп, а леп веќе немало. Видела лисицата дека Димко не ја дава ништо од пред селото, врнала се назад. И Димко нервозно речел: "Пу мајка му стара, да имав уште малку коматче, лисицата ќе ја донесе ку селото." Еве Венцо вели уште ова да прочитаме.
Бранко Ветеро отиде да купи еден конј. Вие знаете за тоа смеете. Арнома, некој продавач у пазаро, преебе го. Ле, дое си дома, погледне жена му Трајанка да го напое вода, а он зад грбо ја лапе, од пасеја. Леле, Бранко, овај шо ни удри на дубара, удри. Шо да правиме? У тоа време почна да звоне телефоно, сите како попорени, никој не сака да стане да ја дигне слушалката. Едно време некој се фаќа за слушалката и тети на телефона на пријател од Струмица. Пријателе бе, тате рече конј да не си купил, оти наши умре од нетка, рекол струмичанецо. Леле, викнала радосен Ветеро, како Господ да те испратил. Шо имам едно конјче за тебе? Кога ќе дојдете, прашал Бранко. Струмичанецо рекол дека веднаш го палат камиончите и доаѓаат за Грдовци. Трајанке, дај ракијата да го опиеме, оти ќе направи некоја бела. Стават у водата ракија и он се опие. Бранко се мотал околу него, поминал пред конјот, го јавал, а овој кротел како јагрен. Тогаш Бранко рекол дека е мирен. Арнома, онај нема го. За 2-3 сати конјот се отрезне. Тогаш Ветер викнал по жена му, Трајанке, дај уште половин доза, оти ќе направиме белја. Дадат му уште половин дозичка, доаѓа струмичани, товарат конјо, одмирен, помирен, здравие. По 3/4 Ветеро забрае дека конјо ритал и меѓу ламарините дека се продаваат буриите, среќава го струмичанецо. Дека си бе пријателе, како конјо, прашува Бранко струмичанецо. Конјо е добар, тате не е добар. Струмичанецо, конјо е добар, тате не е добар. А бритна го скраши му 3 ребра, од дека тај конј ми го не де. Благодарам на донесајцот. Ова беше повед за една мала дискусија, да искажете ваши мислења, ваши сообштенија, сеќавања во врска со Грдовци и грдовското население. Ако имате некои прашања или забелешки, што не влегле во книгата, па може би во наредното издание ќе влезат, повелете со прашање. Може само сакам да бидете кратки и концизни. Што може пократко? Сили, пријатели и роди, знаат веќе сите кој јас сум и што сум. Сите да се откажат од мене, јас не можам од никого, ни од Бога. Сега само имаме на желба да се сите здружиме, кој што можеме да се помогне, некој донации, било што да не помогне тука е градоначалнико, да се манастирчето обнове, што некој неверници го срушија. Толку од мене. Многу ви благодарам и селото наше да оживее. Оти ја книга пишувам, 70 страници голема. И кога ќе се чита, има што да се слуша, што сум се доживеала. Благодарам ви многу. Благодарам се, Станка. Се надевам дека ќе се собера средства да се обнови манастирот за Пресвета Богородица. Дали има уште некои прашања? Ако не, ги повикувам дечките од Pink Floyd проект Македонија да повелат, бидејќи во сите села до сега се зборуваше дека селото е обележие на нешто рурално, дека мора да има фолк. За разлика од другите места во Грдовци од 68 се практикува рок-н-рол, затоа сакам да ги поздравам членовите на првата група Диаманти, односно подоцна 4 екрани. Томе, Зонето, Бранко Ветеро, ако е тука, Педата кој е одсутен и Душко Чифутинот. Тие се тие и Башко подоцна Бергалнички бисери. Сега Аника Ѓоргиева од општина Кочани. Мало внимание од општина Кочани, честитки. Благодарам. Ви се нижат. Повторно ли?
Значи, уште една сакам да и се заблагодарам на градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски, на Советот на општина Кочани, кои го помогнаа проектот и на сите спонзори кои ја помогнаа оваа благородна идеја да се оствари. Сега ве повикувам сите на еден мал коктел да се подружиме и во лични видувања да расправаме за печатоците од книгата, па и за она што не е спомнато. Затоа ги повикувам дечките од Pink Floyd, проект Македонија, да дојдат вамо и да не придружуваат со музика додека се служиме. Повелете на коктел. Я участвувала. Check it on the gang of
Do you think they like this song? Mother, do you think they'll try to break my pulse? Should I run for president? Tell me. Mother, should I trust the government? Mother's gonna make all of your nightmares come true. Mother's gonna put up with your ear against the wall, waiting for someone to call out, will you touch me?